позгодно време за говорење за бесмислата на времето од денеска кога почнува новата година. И минатата година си честитавме едни со другите, си посакавме се најдобро, ама некои браќа и сестри го напуштија животот во оваа година. Што значи, ако го погледне човек времето, ќе ја биде целата бесмисла негова. Не дали една нова година славиме, не дали си посекуваме добро во таа нова година. Истата судбина ќе не води сите нас, зашто сите ќе стигнеме до смртта и до распаѓањето. Затоа на овој ден токму треба да се сетиме и подсетиме колкава е безмислата на времето. Прво, дали тоа постои воопшто? Може да го фати човек времето и да рече ова е времето. Ќе ми рече веднаш човек, па може човек да го фати воздухот и да рече кој е воздухот? Не може нити воздухот. Ама воздухот го дишеме и без воздух не можеме. А времето дури требаш 19 век или почеток на 20 век да дојде па Анштейн на сите да ви го каже оно што црквата го зборува векови. Времето е релативно. Тоа значи дека времето го измислуваме како категорија за полесен да ни е животот. А тоа значи дека добро е да се договориме во толку и толку часот да се најдеме некаде. И некој ако доцни, сигурно дека ќе има последици за тоа. И не е убаво да се доцни. Меѓутоа, во целата глобална слика за времето нема никакво значење, зашто ние луѓето треба да живееме вечноста. И за неа сме предвидени, и за неа треба постојано да живееме, зашто човекот без вечноста е нецелосно битие. А Господ ни ја намени таа вечност и секогаш да бидеме благодарни, затоа и ја го служиме во благодарствена служба, затоа што му благодариме што ни го подари животот во вечноста, не само животот во времево, затоа што тој живот е бесмислен ако трае само 100 години. Ама ако трае вечно и ако ние се осмислуваме преку вечноста, тогаш има смисла постоењето и во ова време во кое постоиме. Ете, токму на оваа нова година, кога почнува новата година, треба да се сетиме колку се важни тие категории за нас луѓето. Односно, најважно од сите секако вечноста. Се правиме да стекнеме вечност, се правиме за да се здобиеме со вечноста. И Господ да ни ја подари по молитвите на сите светители, особено на светиот кој денес го славиме Василий Великиот, чудотворец, чиј спомен го празнуваме. Амин.